Криминален чин и примитивно дело за кое нема оправдување. Ова е ставот на првиот човек на Министерството за здравство, откако со огнено оружје беше повреден лекар од клиниката за абдоменална хирургија. Според Тодоров, со промена на Законот за здравствена заштита, напаѓачот на докторот ќе одговара кривично и му се заканува затвор од 1 до 10 години. Нападите врз лекарите се третираат како напад на службено лице. По настанот на абдоменална, министерот вели дека чувствува морална одговорност и не е задоволен од системот, но според него не е поентата во задоволството, туку што се презема за тоа да се промени. Институцијата или системот не може и не сме и нема да биде подриен од било кој неодговорен чинител. Не смееме да дозволиме целиот здравствен систем да биде подриен, затоа што постојат чинители кои што се спремни на еден, би рекол, нехуман, нецивилизиран начин да посегнат по живот или здравје на еден лекар. Лекарот и да сгреши, за тоа има институции. Настанот што се случи утринава на абдоменална не смее да се повтори. Лекарите побараа поголема заштита, бидејќи како што велат, нивната главна цел е спасување на човечки животи. Не знам колку ќе се согласувате, но тука нема оправдание дека нешто се случило под уплив на афект, дека нешто се случило под уплив на некоја вознемирувачка емоција. Сите ние за жал губиме во животот, губиме членови од нашите семејства, губиме драги лица, но тоа не значи дека на тој што помагал треба во него да пукаме. Како лицата влегле со оружје на хируршките клиники никој не знае. И според здравствените власти тоа не може да се предвиди. Но ова не се случува само во македонскиот здравствен систем. Оваа година во Бостон е убиен кардиохирург од страна на револтиран син. Во Велика Британија пак во 2012 година се регистрирани по 163 напади на лекари дневно.